Благодарам. Колега Спасовски, со оглед дека јас сум подносител на двете автентични толкувања, ќе ви кажам и ќе ви докажам зашто и самиот не верувате во тоа што го кажавте, бидејќи во двете барања за автентични толкувања не се бара да се најде нова можност, туку да се допрецизираат одредби. Знаете ли во кое автентично толкување се бараше нова можност? Во автентичното толкување за Законот за игри на среќа, кој што во минатиот мандат се доведовме до ситуација да една колешка поранешна, водејќи ја комисијата за ЗКП, Законодавна правна комисија, кога и вртеше црниот на листата Артан Груби, во несвест ке паднеше, па мораше тука колешките да ја дадат подршка за да издржи додека тој вртеше на телефон, за таа побрзо да го протурка автентичното толкување. Дозволете да ви објаснам. Ја мислев дека исто како што сега објаснувавте сега, ќе објасневте и за претходното автентично толкување, поднесено од мене за членот 39 став 3, каде што бара собранието да се доизјасни дали може некој амбасадор да отиде во служење на својата мисија без да го испочитува законот и да дојде во собранието пред комисијата за надворешните работи да ги брани, да го брани и да го даде своето експозе. За тоа ве немаше никаде, затоа што и за претходното автентично толкување, господине Спасовски, јас лично го имам подпишано и побарано, собранието да се изјасни дали е возможно некој да биде пратен да служи дипломатска мисија, а без при тоа директно да го прекрши законот и да не дојде да го брани своето експозе пред комисијата за надворешни работи. Сега да ви објаснам и за второво, заради тоа што се обидовте да направите некој шум во јавност. Кога ќе го видите вториот дел од мислењето, ќе прочитате вака. Ова подразбира дека покрај претходните услови за отповикување на амбасадорот од страна на председателот, тоа што го кажавте вие, како посебен и јасно издвоен од ставот 1 е ставот 4 од членот 45, според кој иницијатива за отповикување на амбасадорот може да покрене и владата по барање на министерот, што значи дека ставот 4 постои во членот 45, господине Спасовски. Јас не барам нешто над тоа, само барав да сум на еден чист терен, заради тоа што во изминатиот период, во изминатите 7 години, слободно ќе кажам, имаше директно прекршување на законот и силеџиство, каде што председателот подпишуваше укази за испраќање на амбасадори без да се помене филтерот во собранието, и второ, за одредено однесување на некои амбасадори, покрај тоа што председателот ќе може да ги отповика, по иницијатива на министерот да може и владата да расправа за да ги отповика, затоа што се срамеме, господине Спасовски, какви луѓе праќавте во амбасадите во светот за да ја представуваат оваа држава. Тоа е суштината на овие две автентични толкувања. Значи не се бара нешто плюс, туку се бара до прецизирање на членови, на ставови и на подчленови кои што го има законот и кои што се содржани. Благодарам. За контрареплика